Добро вечер, драги гледачи. Продолжуваме со нашиот серијал на тема зошто е важна медиумската писменост. Веројатно најзначајно е тоа што медиумската писменост помага во развивањето на критичкото размислување кај примателите на информациите со цел да умеат да ги препознаат вистинските вредности во медиумските пораки. Преку проверка и проценка на информациите, медиумската писменост ни помага да ги препознаваме лажните вести, дезинформациите, пристрасното известување, спиновите и манипулациите. Во оваа емисија ќе зборуваме за спинот. Спин или спинување се толкува како пропагандна активност со која што политичките партии и елити се обидуваат во медиумите и во јавноста да прикажат дека се што работат е добро, позитивно и коректно. Спинот е различен од манипулацијата по тоа што содржи дел или целосно вистините информации, а тежни ефектите од нив да ги минимизира или дури целосно да ги пренасочи. Спинот кај нас, а многу слично и во другите земји, најмногу го користат политичарите во своите изјави, во кои на манипулативен начин ја извртуваат, спинуваат информацијата со цел да ја насочат во своја полза. Сепак, ако се направи една посуштинска анализа и ако консументот на информацијата има доволни познавања од медиумската писменост, релативно лесно ќе може да го препознае спинот кој што се пласира како релевантна информација. Пример за спин е големата препирка меѓу опозицијата и власта околу изградбата на новиот клинички центар. Новинарот Теофил Блажевски од Вистиномер, сервис за проверка на факти, направи целосна анализа на дадените изјави во врска со изградбата на новиот клинички центар, така што се забележува дека и власта и опозицијата користат класични спинови во нивните изјави. Во јавните искази околу цената за изградбата на новиот клинички центар во околината на Скопје, јавноста може да е збунета и со право, зашто со мало истражување на познатите факти се утврдува дека Мицкоски спинува, но спин е забележан и во изјавата на Филипче. Прва ја оценуваме изјавата на Мицкоски, односно статусот објавен на официјалниот профил на Христијан Мицкоски на Facebook. Зошто оваа објава е спин? Под статусот на Мицкоски на неговиот Facebook профил, кој потоа е пренесен во повеќе медиуми и на веб страницата на партијата ВМРО-ДПМН, е објавена фотографија на која што се наброени неколку параметри од Српскиот клинички центар, кој од поодамна е во фаза на изградба и реконструкција и од планираниот нов клинички центар во околината на Скопје, на западниот приот од градот. Од податоците наведени во графичкиот приказ се забележуваат разлики, но највидлива е разликата во бројки. Имено, Мицкоски тврди дека разликата е безмалку 400 милиони евра, споредувајќи ги бројките од Српскиот клинички центар, кој би чинел 125 милиони евра, и од Македонскиот клинички центар, за кој Мицкоски предпоставува дека би чинел повеќе од 500 милиони евра, што всушност е намерно претерување или спинување на бројките. Спин секако може да се оцени и во изјавата на министерот Филипче, дадена во интервју за телевизија Телма на 1 јуни 2021 година, така што Филипче тврди дека конечната предвидена бројка е околу 430 милиони евра, со што вкупната разлика што ја представува Мицкоски не е близу 400 милиони евра, туку околу 300 милиони евра. Лесно се прави проценка и во законот кој што е поднесен во собранието, стои дека независен финансиски проценител, меѓународно независна куќа ќе направи проценка на вредноста. И не е точно дека е 500 милиони евра, нешто помалку е 430-440 согласно квадратурата и тоа колку ќе иде квадрат за болница од висока комплексност, како што е клиничкиот центар. Двата проекта на вистина не може да се споредат, бидејќи станува збор за сложена градежна и финансиска конструкција кај Српскиот клинички центар, кој првично почнал да се гради во 1973 година, а сега се реновира и се доградува. Од друга страна, спин се забележува и во изјавата на министерот Венко Филипче, дадена на 1.6.2021 година, откако беше прашан да одговори во врска со тврдењата на Мицкоски. Не е точно дека проектите може да се споредат. Во Србија станува збор за зграда на клиничкиот центар која што е изградена уште пред повеќе од 20 години и стои празна. Властите во Србија сега одлучија сето тоа да го реновираат и да го опремат. Не станува збор ниту за нова градба, ниту за капацитет како што ние планираме. Значи станува збор за споредба на баби и жаби. Не може да ги споредуваме
тие работи. Единствена точност во оваа изјава на Филипче е дека се споредуваат баби и жаби, односно дека станува збор за два различни проекта. Но делумно извртување на фактите е дека станува збор за зграда, изградена уште пред 20 години и стои празна, како и тврдењето дека не станува збор за нова градба. Од анализите што ги направиле новинарите од српскиот Истиномер, може да се забележи дека стариот или досегашниот српски клинички центар во Белград започна да се гради уште во 1973, а пуштен е во употреба во 80-тите години од минатиот век. Во 2019 година во српските медиуми, а и на самата веб страница на клинички центар, може да се забележи дека се гради нова зграда до постоечкиот клинички центар, која има де факто два спрата. Од двете изјави, и на Мицкоски и на Филипче, може да се забележи дека вистината е лесно извртлива категорија, кога станува збор за цената на чинење на новиот клинички центар Мајка Тереза во близина на Скопје. Новинарите често се обвинети дека пристрасно известуваат за настаните, појавите и за проблемите. Тие исто така се под обсервација на будното око на публиката која се прашува кога медиумите ги манипулираат, кога лажно или пристрасно ги информираат, а кога објективно ја пренесуваат информацијата. Под пристрасно известување се вбројуваат оние медиумски производи чија што основна намера е одредено лице, група или институција да се представи во позитивно или во негативно светло, односно едниот став неосновано да се фаворизира. Истовремено се фаворизираат и фактите и заклучоците кои што одговараат на еден одреден наратив, а се занемаруваат или се извртуваат сите други податоци што не би соодветствувале со него. Ваквите видови медиумски производи не мора да бидат неточни, но по правило не ја прикажуваат целата слика и не ги пренесуваат ниту сите изјави од инволвираните лица, ниту сите аспекти на приказната. Разликата со спинот е во нијансите, но сепак тие се препознатливи. Спинот, рековме, ги извртува точните зборови или фактите во полза на едно лице, појава или партија. Тој најчесто се врзува со политика, додека пристрасното известување е карактеристично за сите видови новинарски жанрови и за сите области – култура, филм, економија, архитектура, политика, што и да е, нешто што сакаме да го фаворизираме. Интересно е дека овие медиумски производи се квалификуваат како неутрални, а всушност се длабоко пристрасни. Медиумската писменост ни помага да препознаеме што е пристрасен извештај, а што не. Во претходните емисии говоревме и за другите видови манипулации, меѓу кои за дезинформацијата која што е блиска до пристрасното информирање, затоа што и таа представува факти кои што погрешно ги интерпретира. Дезинформацијата е мешавина од податоци, полувистини и неточни информации. Таа е блиска и со лажните вести, а и често е резултати на непроверени информации, манипулации со фактите, искривување, односно спинување на податоците, што е одраз на пристрасно известување и на тенденциозни извртувања во полза на одредени интереси. Еве еден пример на дезинформација со примеси на пристрасно информирање. Од неодамнешната посета на председателот на САД Џозеф Бајден на Израел при средбата со израелскиот премиер Нафтали Бенет се појави снимка на која што се тврдеше дека Бајден заспал. Снимката брзо стана вирална и многу ми наповеруваа дека тоа навистина и се случило, но вистината е сосем поинаква. Ова парче од видеото што се споделува е намерно исечено. Целиот видеозапис од средбата меѓу Бајден и Бенет трае полни 13 минути, а од него извадено и се пренесува само едно парче во траење од неполна минута од пред самиот крај на средбата. На тој дел од снимката се гледа дека Бајден ја спушта главата, а поради аголот од кој што го снима камерата, изгледа како да заспал додека Бенет зборува со него. Но ако се следи целата снимка од оваа средба, ако таа се погледне до самиот крај и ако подетално се анализира овој спорен дел, ќе може да се види дека Бенет зборува, а Бајден, иако главата му е наведната, ги движи прстите од рацете, што кажува дека не заспал, туку дека внимателно го слуша соговорникот. Освен тоа, кога премиерот Бенет на крај му се заблагодарува на Бајден и кога завршува со обраќањето, Бајден веднаш му одговара. You and I are going to write yet another chapter in the beautiful story of the friendship between our two nations, the United States of America and the Jewish and democratic state of Israel. Both of us who seek to do good and need to be strong. Both of us who are a lighthouse in a very, very stormy world.
Thank you, Mr. President. I look forward to working with you now and for many years forward. Thank you. Well, thank you, and you give me credit, much of which should go to Barack Obama for making sure that we committed to the qualitative edge you would have relative to your friends in the region. So he's the one that deserves it. Thank him as well. Thank you very much, folks. Пристрасноста во информирањето која се забележува на оваа снимка, во тоа што намерно се прави дезинформација за Бајден со цел тој да се прикаже како стар, неодговорен и непрофесионален председател на САД, а е во полза на поранешниот председател Доналд Трамп, кој загуби на изборите.